Вардар ја почнува сезоната во Лига на шампиони во сабота, не очекува тежок противник, можам да кажам дека амбициите на тимот остануваат како и секогаш, пласман во самиот европски ракометен врв. Трета сезона за нас, се надам дека ќе биде и среќна да играме едно европско финале и зошто да не и освоиме Лигата на шампиони. Кога како дебитанти успеавме да се пласираме на Final Four, нема зошто оваа година да не верувам дека можеме повеќе. Значи, две различни сезони пред нас, односно зад нас имавме 2014-2015 сезона како дебитант Final Four, потоа една напорна сезона за нас, проследена со многу проблеми, меѓутоа повторно успеавме да играме Final Four, а сега кога многу стручњаци го гледаат Вардар како фаворит за освојување на Лига на шампиони, верувам дека сме на вистински пат и дека оптимизмот и кај нас е голем дека можеме ова да го реализираме. Екипата е подготвена, долго се подготвувавме за периодот, за првиот надпревар. Хендикеп секогаш ќе биде немањето на надпревари квалитетни, меѓутоа се надевам дека успеавме со закажаните пријателски надпревари да го надминеме и тоа и подготвени да го дочекаме респектираниот Гер, кој е многу посилен во однос на минатата година, меѓутоа како што реков, Вардар оваа година атакува и на прво место во групата, а подоцна и во подоцнежните фази до самиот крај на ова елитно надпреварување. Гер го знаеме сите, прошлата година беа една екипа, сега се сосема поинаква екипа, имаат засилување, тоа е Томори која дојде од ФТЦ, имају Грот која е еден многу квалитетен среден бек, пивотменка од Холандија која играше прошлата година во Франција. Мислам дека се една екипа за респект, али не треба да претеруваме со тоа, ипак они доаѓаат кај нас на нашиот терен. За нас можда е малку проблем што е прв надпревар, што одавно не сме имали некои добри, важни надпревари. Од прошлата сезона немавме надпревар кој е од ваквото значење. Се надевам дека девојки работиме многу напорно и се надевам дека девојки се спремни да овој прв меч кој сите толку долго го очекуваме, дека ќе го одработат онака како сме работеле до сега и како што се договаравме.